Заврши финалето на Звездите на Грант. Оваа година победи македонецот Ристе Ристевски. По тој повод Ристе е денес наш гост. Победник емисije Звезде Гранта je kandidat koji se zove Pobednik je Ристе Ристевски. Ристе, пред се честитки за твоята победа во Звездите на Грант. Очекуваше ли да победиш? Еве, помина една недела како го освои првото место. Стивна ли впечатоците, емоциите? Како се чувствуваш по една недела? Благодарам што ме поканавте пред се. Среќата која ја чувствувам во моментов не можам да ја опишам со зборови, бидејќи да победиш на такво големо балканско шоу за мене представува преголем успех. Исто така среќата која ја споделив и со моите родители и со моите најблиски, исто така видов колку се уствари и тие среќни заради тоа. Малце емоциите спадна после финалето, но првите неколку дена беше стварно онака жестоко заради тоа што добивав и премногу пораки, многу честитки. Еве веќе малку тоа спласна и успеав конечно и после многуте снимања кои ги имав во Белград да се вратам дома и да поработам малку овдена. Очекуваше ли да победиш? Па искрено не. Сите сме секако поедини таму да направиме, да го дадеме нашиот максимум, но секако како и сите имавме преголема и прејака конкуренција, така да не очекував, но сепак тоа ми донесе уште поголема среќа да се радувам кога го слушнав моето име дека го изгласа. Ова не е прва година како се појавувате на сцената на Грант, учествувавте и претходно. Што променивте од тогаш па до сега? Па, претходната година стигнав до самото полуфинале, емисија пред финалето. Малку се разочарав кога видов дека испаднав, но од една страна и реков има уште една година пред мене. Таа година пред се собрав искуство. Почнав многу повеќе да работам и на настапи само како пејач. Видов дека луѓето ме прифаќа, луѓето секојдневно ми пишат пораки и самото тоа ме мотивираше и ме инспирираше уште повеќе да работам, да се трудам. Сум секој нареден круг да бидам се подобар и подобар оваа година. И ете тоа се покажа во најдобар резултат на крајот на финалето. Во текот на целата сезона имавте поддршка од жирито, најмногу од Елена Карлеуша, но од чии коментари најмногу се плашевте и мисливте дека е строг? Па искрено, секој си е поставен за своја цел. Босанец, мислам дека по некое мое мислење, дека е најстручен и најдетално може технички да образложи сечие пеење. Јас, искрено, најмногу ми значеше од музички дел неговиот коментар, а од останати гледни точки ми значеше нормално поддршката од целото жири и нивните коментари како тоа уствари ќе ме пофалат или ќе ме искритикуваат. Така, во една прилика Аца Лукас истакна дека ти си новиот Тоше Проески. Што мислиш ти за тоа? Е голема привилегија за тебе или пак? Секако тоа беше за мене една голема чест и да се биде да те стават во споредба со Тоше, стварно треба да вредиш нешто. Луѓето можеби тоа и жирито го виделе во мене дека јас имам некој потенцијал, дека можам да бидам успешен во мојата работа и луѓето да уживаат и во моите настапи, во моите песни кои допрва треба да ги снимам. Па се надевам дека ќе ги оправдам тие нивни зборови. Така, кој е твојот идол, со кој би ти сакал да снимаш дуетска песна и да речеш како овој пејач сакам да имам кариера? Па искрено, нескромно е да кажам дека сакам да имам кариера како Тоше што направи кариера. Јас ќе се потрудам се што е во моја можност и да стигнам до
до звездите, да кажам, тие поголемите, како што беше тој, како што е Аца Лукас, како што се многу други. Се надевам дека еден ден мојот сон ќе се оствари. Така, на сцената на Грант имавме прилика да видиме многу добри кандидати, многу силна конкуренција, но каква беше атмосферата зад Грант? Какви беа вашите дружења со кандидатите? Гледавте ли меѓу себе како конкуренција или сепак бевте пријатели, се дружевте, се подржувавте, се советувавте? Јас тоа не го осетив, а дека може би постоеше некоја љубомора, некаква завист, нешто. Секој таму дошол да покаже што знае и да стигне до самото финале. Секако имаше разочарување после испаѓање, радување после поминување во следен круг. Сепак, зад сцената во бекстејџот, ние се дружевме онака како нормални ликови, нормални, како другари функциониравме. Баш ширевме меѓу себе некоја позитивна енергија, за да имаш некоја, пак, ќе кажем, позитивна енергија и со таа позитивна енергија да излезиш на сцената и да се покажеш и докажеш. Така, ти како победник од Грант продукција доби автомобил, Шкода, ти го доделија ли автомобилот, го пробали веќе? Имаш возачка до... Имав прилика таму да го пробам, ми се бенди се, јас сум многу благодарен заради наградата. Исто така добив и 2 песни од Грант. Така да се сметам по некое мое мислење дека наградата е само како еден мал поклон за тоа што си го постигнал во текот на целата година, во споредба со тоа што допрва не очекува и колку напорно ние треба да работиме за сепак да го осетиме правиот поклон. Тоа е поклонот од публиката, што треба да ги слуша нашите песни и да ужива во нашите настапи сепак. Така, како што кажа и ти, доби 2 песни од Грант. Дали размислуваше во кој правец сакаш да ти видат песните и дали ќе ги снимаш на македонски или на српски? За сега се уште не е уште спласната целосно еуфоријата од финалето. Се надевам за кратко време ќе, затоа што треба да одам секако Белград и да стапам во контакт со некои композитори. Сепак јас се пронајдов оваа година во стилот на поп музиката и се надевам дека и сакам песните што ги снимам да бидат во тој дел, околу поп музиката. Сепак морам да се ориентирам таму каде што народот најмногу ужива и да секако да направам песна која ќе биде потенцијален хит, да кажам, да може да исплива на некоја површина и да стане на некоја голема ниво. Јас сум Ристер Истински, а вие гледате и читате Ексклузив.